Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810-335-5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. И во овие денови од август продолжува врелото време. За викендот ќе биде со мала до умерена облачност, но можна е нестабилност со краткотраен дожд. Температурата ќе достигне и до 40 степени. Многу пожари пламнуваат. Се случува во 24 сати да има 20-тина. Меѓутоа со брзата акција на противпожарните екипи на доброволци и со хеликоптери и ер-трактори огновите се гаснат. Се разгоруваат нови, па битката со пожарите е постојана. Има и сомневање и докази за подметнати од пиромани. Во вакви врелини зголемена и потрошувачката на струја, но добро е што акумулациите кај нас се полни со вода со околу 70%, па домашното производство речиси целосно ги покрива потребите за електрична енергија. Македонија, масовно, свечено и достоинствено, го прослави еден од најголемите и најзначајни верски и национални празници, Свети Илија, Илинден, 2 август, денот на Републиката. Се одржаа многубројни собири, свети литургии, беа положени цвеќиња на спомен обележјата. Имаше разни посети и ни за други историски, културно-забавни, спортски манифестации и активности. Од давнина во многу наши домови, села, градски региони и места се празнува Свети Илија. И овде во татковината, но Илинден се слави, и докаде што не има нас, македонците по светот. Америка, Канада, Австралија, Европа, Нов Зеланд, Јужна Америка и така натамо и така натамо. Во највисокиот град на Балканот во Крушево, во пресвет на празникот Илинден, со кревањето на знамето на Крушевската република и со свечената програма, започна традиционалната манифестација 10 дена Крушевска република. Потоа беше прочитан и Крушевскиот манифест, а одекна и истрелот од Срешовото топче, символот на тоа востаничко време во 1903-та. Интересна беше и музичката програма и забава. На 2 август во Крушево, горе на Мечкин камен, на Општонародниот Илинденски собир, се обрати подпредседателот на собранието Антонио Милошовски. Тој истакна дека партиите доаѓаат и си одат, владите се менуваат, но татковината е таа што останува. Патриотизам е да го чуваме македонскиот јазик, да го пренесуваме на нашите потомци. Ние сме македонци, имаме своја историја, култура, своји херои и песни. Слободата ја наследивме од предците и днината им должиме на потомците, рече Милошовски. Председателката на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова во празничното обраќање пред споменикот на првиот председател на президиумот на АСНОМ, Методи Андонов Ченто, во Скопје на плоштадот Македонија, таа порача дека македонската слобода е изборена со неброени херои и јунаци. Таа не е од никого подарена. Сами сме се избориле за слобода, за држава и никој нема право да ја преиспитува националната историја. А постои долг кон историската вистина и кон борците, кои со крв извојуваа слобода и Македонска република, нагласи председателката Силјановска. Од меморијалниот центар АСНОМ во Пелинце Кумановско, председателот на владата Христијан Мицкоски порача дека секоја генерација има свој Илинден, има своја историска мисија. Ако претходните генерации се бореа за слобода и за создавање своја држава, денешната генерација има задача да ја зачува Македонија како силна, праведна и просперитетна.
во која луѓето ќе остануваат да работат, да создаваат семејства и тука да ја градат својата иднина. Слободата на Македонија не ја донесе никој однадбор, а државноста е резултат на борбата на генерации и генерации, познати и непознати борци за слобода, истакна во обраќањето премиерот Мицкоски. Илинде се славеше и во Битола, и Битолско, во Охрид, Прилеп, Велес, Струмица, Преспа, во Стручко, Ресенско и широм Македонија. Во подпелистарското село Трново по 55 пипат, во дворот на црквата Пресвета Богородица, на 2 август беше одржана Семакедонската средба. Програмата започна со света архиерејска богослужба во храмот, а потоа следеше централниот собир со поздравните обраќања и заврши со традиционалната веселба на многобројните гости и присутни од соседството, од Европа и од прекуокеанските земји. Во раскошната Преспа, на Лубојно со љубов му дојдоа многу гости, туристи, роднокрајни влюбеници и селеници на годинашните 53-ти љубански и линденски селенички средби. Свеченостите се одржаа во центарот на Лубојно на Полената, со поздравни говори, пораки, сора и песни и незаборавно расположение во кое уживаа посетителите и гостите домашни и странски од сите генерации. За половина вековната традиција на љубанските и линденски селенички средби беше оддадена посебна почит и признание на долгогодишните организатори Владо Пашариковски, Бошко Рајчовски Пелистерски, Славе Катин, естрадното знајно име Ламбе Алабаковски, како и Васко Томулевски и негови претходници од местната заедница во Лубојно. Продолжениот и линденски празничен викенд ја развижи татковината. Преполни беа туристичките краезерски, планински и селски места. Охрид ги имаше деновите со рекорден број на гости и туристи од Републикава и од странство. Продолжуваме со вестите. Со музичко-сценски спектакал на стадионот Билјанини извори во Охрид во недела на 9 август ќе започне музичкиот караван по повод 35 години од независноста на Република Македонија. Значи преку текст, музика, глума и танц ќе биде раскажана приказната за независноста на наша Македонија. Музичкиот караван прво ќе посети 11 градови, а потоа и други, со настапи на познати музичари и глумци. И се така до 4 септември, кога на плоштадот Македонија во Скопје завршно ќе настапат над 120 уметници. На средбата на вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски со вршителката на должноста амбасадор на Соединетите Американски држави во Република Македонија Никол Варс било заклучено дека предложува проширувањето на соработката меѓу Република Македонија и Соединетите Американски држави и тоа во сите области од заемен интерес, а се во духот на долгогодишното пријателство и партнерството меѓу двете земји. Од Министерството за надворешни работи повторуваат дека од оваа гарнитура што е на власт нема да се прават никакви отстапки од националниот интерес, јазикот, идентитетот и историјата. И од во минатото договори и компромиси биле прифаќани далеку од очите на јавноста и на штета на државава. Денес надворешната политика на Македонија се води одговорно, јавно и принципиелно и во согласност од националните интереси и волјата на народот, велат од Министерството за надворешни работи. А експерти укажуваат дека антимакедонските договори подпишани со Грција и со Бугарија 2017 и 2019 требало да се прогласат за неважечки поради неисполнување на обврските оттаму. Не може да се вршат измени на историјата од комисии со правни алатки, со договори или од разноразни представници. А владата продолжува со активностите за стабилизирање на јавните финансии и поттикнување на економијата, заради што подобар животен стандард на македонскиот народ и на сите што живеат по нашава земја. Државниот долг на Републикава заклучно со јуни изнесувал 9 милиарди и 400 милиони евра, или 51,7% од бруто домашниот производ, и е намален за над 40 милиони евра споредено со мај. И инфлацијата кај нас се намалува и во јуни била 2,3%. Биле исплатени близу 30 милиарди денари стари долгови кон странство,
и 11,5 милиарди денари отплата кон домашни кредитори. Царината во јули остварила и највисока досега наплата на приходи од над 14 милиарди денари, а и воопшто последниве 2 години се надминати рекордите во наплатата на приходите од страна на царината. За аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид месец јули бил најуспешен во историјата на ова крајезерско воздушно пристаниште, бидејќи во јули биле обслужени 52.500 патници со 443 летови, што се заедно е голем пораст споредено со истото време лани. Инаку преку Охридскиот аеродром од јануари до јули патувале 175.000 патници со 1.350 летови. Во Скопје и околината беше почувствуван земјотрес со јачина од 2,5 степени и потекнувало Скопското епицентрално подрачје. За една недела биле уапсени 70 дилери на дрога во земјава. Струмичките пожарникари спасиле мајка и дете што паднале во провалија. Пред 10 години во август настрадаа 22 луѓе, кога Скопскиот регион беше заплиснат од силен пороен дожд, молни и 800 громови, па во катастрофалната поплава во реонот на 4 села ги загубија животите толку многу луѓе. Во Прилеп се одбележуваат 25 години откако на патот Скопје-Тетово кај местото Карпалак во заседа терористички групи го нападнаа конвојот на армијата и беа убиени 10 прилепски воени резервисти. Радиопрограма во Оро Македонско продолжува со својата долгогодишна, незаменлива и исклучително важна мисија во афирмирањето на македонскиот јазик, историја, музика и вистина на северноамериканскиот континент и надалеку во светот, благодарение на разбирањето, на помошта и добрата волја на Алеки Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и на Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони. Па вие секогаш кога сакате да купите камион нов или постар, побарајте ги Алеки Димитар. Уште две информации. Угледниот меѓународен фестивал Охридско лето ги прослави 66 години од постоењето, бидејќи на 4 август 1960 година бил одржан првиот рецитал кој го означил почетокот на Охридско лето. А загајлувачки е тоа дека во новата учебна година од септември ќе има помалку на 3000 запишани дечиња во прво оделение. Намалени и бројот на учениците во средните училишта, но очигледно има и помалку студенти. Тоа беше изборот на информациите за овојавување одовде од стариот крај за оваа надалеку слушана радиопрограма Оро Македонско. На сите вас, драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети мои македонци, драг колега, уредничи и водител, познат писател и родолюб Бошко Рајчовски Пелистерски, на сите вам ви посакувам да имате добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Yes!
Почитувани слушатели, минатата недела 2 август, празникот Илинден на најсвечен начин не само во Републиката, туку ни цел свет македонците торжествено го одбележа овој свечен празник. Во Крушево се обрати подпредседателот на парламентот Антонио Милошевски, а пред 84 години во Прохомчински бака се обрати Пенко Брашнаров, да го слушниме неговото обраќање. Народни представители, во овој момент, во овој историско место, Свети Отец Прохор Пчински, и на овој историски ден, Илинден, кога објавуваме да е отворено првото антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија, душава ми е преполнета со радост. И пред премрежниве очи гледам како се раздвижиле сите реки. Заплискуете цела македонска земја, сакајки да измијат од македонскиот народ 10-вековниот робски срам од пропаста на Самоиловата држава, за да се роди денес нова, светла и слободна македонска држава. Во овој момент, земјата на нашите покојници, многубројни народни герои, паднали и посејали сикоските по цела Македонија, им станува полека. И они во мир веќе го гледаат изгревот на нашата слобода. Гледаат идеалната дружба на старите илинденци, на Гоце Делчев и на денешните илинденци, младата македонска војска и поставените темели за остварение на идеалот на две поколенија, на две епохи. Слободна, обединета Македонија. Во знак на почитание спрема падналите јунаци, ја ве поканувам со 1 минут молчание да им изразиме нашата вечна, бескрајна признателност. Другари и другарки. Играта е срцето на одбележувањето на Илинден. Голем број граѓани пристигнаа тука на централното одбележување на овој празник. Граѓани имаше речиси од сите точки низ државата, од различни градови, како што кажав, централното одбележување беше на Мечкин камен. Македонија го одбележува својот најголем национален празник, 123 години од Илинденското востание и Крушевската република и 82 години од првото заседание на АСТОМ. Уште од раните утрински часови Крушево живее во празнична атмосфера. Се положуваше свежо цвеќе на повеќе споменици ширум градот, содржа културно-уметничка програма, централното чествување беше на Мечкин камен. Пред присутните се обрати подпредседателот на законодавниот дом Антонио Милошевски. Тој го представуваше собранието, бидејќи председателот Африм Гаши е на службено патување во Египет. На прославата присуствува и вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, министерот за здравство и бројни владини делегации. Милошевски порача дека денешната борба за Македонија не се води со пушка и црешово топче, туку со одговорност да се создаваат повеќе семејства, да се воспитуваат децата и да се одговори на демографските предизвици. Да слушнеме што кажа Милошевски. Слободата ја наследивме од храбрите предци и днината им ја должиме на нашите потомци. На нас останува Македонија да ја предадеме како жива татковина, со разиграни деца, со полни и современи училишта, со млади што творат овде, со семејства што го создаваат нивниот успех, со соживот и обединетост што ќе се пренесува со поколенија, затоа што без народ нема држава. Најдлабоката почит што можеме да ни одадеме на оние кои ги положија своите животи за Македонија е да создадеме Македонија во која што вреди да се живее. Тоа е нашиот долг кон минатото и нашата одговорност кон сегашноста, уште повеќе и завет кон иднината. Ако бидеме достојни на тој завет, тогаш и по 100 години овде на Мечкин камен ќе има луѓе, ќе има млади, кои што ќе можат и сакаат да оддадат почит на илинденците и на нивната жртва за слобода.
Вечна нека е славата на Пито Гули и на неговите комити. Вечна е славата на сите комити и партизани кои загинаа за слободна Македонија. Знамето на Крушевската република е дигнато и враќање назад нема. Да живее Република Македонија, нека ни е вековит Илинден за многу години. Секое срце од Македонија, пред тие што не се вратија, молчи небо високо, Крушево зори уште памети, сонце во крв кога се роди, кој за Македонија живот остави, во секој наш див уште живе. Не се крена за омраза, не се крена за слава, се крена за дом и деца, Македонија да остане права. На Илинден ветуваме, име да не заборавиме, што со крв ни оставија, со љубов да го чуваме. На Илинден ве носиме, во солза, во чест, во глас, Македонијо мајко ранета, нивниот завет живее во нас. На Илинден тивко застанува, секое срце од Македонија, пред тие што не се вратија, молчи небо високо, Крушево зори уште памети, сонце во крв кога се роди, кој за Македонија живот остави, во секој наш див уште живе. Не се крена за омраза, не се крена за слава, се крена за дом и деца, Македонија да остане права. На Илинден ветуваме, име да не заборавиме, што со крв ни оставија, со љубов да го чуваме. На Илинден ве носиме, во солза, во чест, во глас, Македонијо мајко ранета, нивниот завет живее во нас. Едното прашање што грците не можат да одговорат е, кога пред 1913 година било кој дел од Македонија била грчка. Дали тоа било во времето на Александар Македонски, во времето на Отоманската империја, кога точно сите треба да бидат просветлени? За нив е невозможно да одговорат на прашањето. The one question that the Greeks cannot answer is, when before 1913 was any part of Macedonia Greek? Was it during the time of Alexander the Macedonian, during the time of the Ottoman Empire? When exactly? Everyone needs to be enlightened. It is impossible for them to answer the question. Македонската историја, македонскиот идентитет, македонскиот јазик се сега негирани од Бугарија и бараат ние да го признаеме тоа. Гледаме кај македонската власт во моментов имат цврст став дека уставни измени под овие околности без за гарантиран крај за мирни преговори на европскиот пат нема да има уставни измени. Што треба да се промени во начинот, односно во овој француски предлог и протоколите кои што Македонија ги прифати во таа 2022 година? Видите, прво велам, самиот ултиматум да го менуваме уставот произлегува од вториот протокол. Вториот протокол е апсолутно нелегален, бидејќи тој представува нов договор де факто со Бугарија и во самиот договор за непријателство од 2017 година пишува член 13. Ако има било каков амандман, било каков анекс за договор, мора да оди на ратификација. Бугарското собрание нема никогаш да подпише, да прифати ратификација на наше членство, ако не прифатиме дека сме бугари пород, ако не прифатиме дека се нашиот јазик е дијалект на бугарскиот, ако не прифатиме дека историјата не е заедничка, значи бугарска. Значи, ние сме во една ситуација која, ако не ја промениме, треба да бидеме свесни дека нема Европска Унија, Бугарија нема никогаш да не пушти. Значи, тоа треба да го расчистиме, а патот за тоа, изгледот од тоа е прво подхитно да се откаже вториот протокол. Власта направи извонреден потекст од тоа што ја промени реториката
престана да голтак недли, престана да прифаќа и да молчи кога не плукаат и не игнорираат, меѓутоа сега потребна акција. А таа акција мора да започне со вториот протокол, кој е апсолутно нелегален и треба на Брисел да ми се каже. Вториот протокол е целосно нелегален. Според член 13 од договор за непријателство, тој е врз основа на член 12 од договор за непријателство, според член 13 нов анекс и било што мора да биде ратификуван. Ој не ратификуван. Значи е нелегален, значи е неважички. Топката кај нас, сите шанси се на наша страна, а бидејќи Европската унија уште долго нема се шири, имаме време за било какви потези, за било какви расчистувања и за било какво отварање на перспективите и на оваа држава и на овој народ. Власта е на потек и јас мислам дека ќе најдат сили и храброст и ако сакате и капацитети да трнат во таа насока. Да прифатиме тезата дека тие документи се наша правна обврска во преговарачката рамка. Но проблемот е, Бугарија не го мисли тоа. Бугарија не го мисли тоа прво заради заштита на тоа што сметаат дека е заштита на нивни позиции, ако според мене со целото тоа однесување. Бугарија штети на свој интерес. Бугарија има интерес ние да одиме напред. Бугарија има интерес ние да имаме засилени билатерални односи, но таму очигледно се уште не е создадена доволна критична маса да го дели тој став, а заблудата е меѓу другото создадена и од нашите претходници во владата, кои што немале за цел да си го штитат интересот на својот народ, туку имале за цел да бидат допадливи на неколку европски политичари кои што сега веќе не се ни активни европски политичари. Дел од нив се пензионирани, некои работат во академскиот свет, извинете, ама да се предаде својот народ, за да бидете допадливи на неколку колеги од меѓународниот свет, е најголемиот греф кој што можете вие да го направите во политиката, бидејќи ние нашиот легитимитет го црпиме од народот кој што не гласа и треба да работиме за неговата долгорочна иднина. Неписмен на изворот на писменоста е исто како да се биде жеден на сред езеро. Spiritual, cultural, and tourist pearls in Macedonia. It is located on the Macedonian-Albanian border, about 30 kilometers south of Ohrid, at the place where the sources of the Black Drim flow into Lake Ohrid. The monastery was founded at the very end of the 9th century, in the year 900, by Saint Naum of Ohrid, the youngest disciple of the holy brothers Cyril and Methodius. Together with Saint Clement, he was the founder of Slavic literacy and culture. In this monastery, Saint Naum also developed the famous Ohrid Literary School. The saint himself is buried in the monastery church. According to local legend, if you put your ear close to his grave, you can still hear the beating of his heart, a belief that still attracts many pilgrims today. Today, the monastery of Saint Naum is not only a sanctuary of the Orthodox faith, but also a place where timeless history, untouched nature, and spiritual peace intersect. On the edge of one of Europe's oldest lakes, and its history is wild. This is the Church of St. John at Caneo, standing high above Lake Ohrid since the late 13th century. Ohrid was once known as the Jerusalem of the Balkans. Legend says it was home to 365 churches, one for every day of the year. Inside, its original Byzantine frescoes have survived through centuries of changing empires. Would you add this North Macedonian gem to your travel bucket list? This 700-year-old church sits on the edge of one of Europe's oldest lakes, and its history is wild. This
специјална и специјална понуда. Вашиот кредит ќе ви се одобри преку телефон. Само телефонирајте на телефонскиот број кај Симеон Талески на 630-986-5000. Вилбур Кија и Форд Кар дилер се наоѓаат на 73350 Кингери Роуд, 2 милји северно од македонската црква Свети Кирил и Методи. Danas život je brz i dinamičan. Automobili danas nisu luksuz, ali su potrebni za ovaj brzi život. Ako vam trebaju dobar i povoljan auto i za vaš stari auto da dobijete najbolju ponudu, to sve možete naći kod nas, Willowbrook Kia. Mi se nalazimo na 7301 South Kingery Highway u Willowbrook i naš telefon je 630-896-5000 i pitajte za mene Deni ili Trajče. Once again, naš telefon je 630-986-5000. Ако сакате да одите во бизнис, за вашиот труд да ви се исплати, купете камион нов или половен. Многу нашинци се во овој бизнис и за кратко време ќе се збогатите и вие. Ние ви ги препорачуваме двете компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partners and Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефон 312-593-6703. Прашете за Алек или Димитар или навратете на адреса 96 Пазел Стрит, Джолиет, Илинойс. Запознајте се со Алек или Димитар. Одберете каков камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земете кредит. Телефон 312-593-6703. На еден дел од денешната програма спонзор е Ѓоргија Ѓорча Танасовски, председател на Македонската алијанса, идниот Кинг Ѓорџ. Вие слушате македонската радиопрограма Оро Македонско. 7 дена, 24 часа, ќе одите на Facebook или YouTube и ќе напишете Оро Македонско. Секоја недела со нова програма. За сите информации телефонирајте кај уредникот Бошко Рајчовски Пелистерски на телефон 810-335-5552 или на имейл dorajčevski@gmail.com. Ние персоналот на Оро Македонско ви посакуваме пријатно расположение со Орото Македонско. Оро Македонско. За родендени и мендени, за сите пригоди и свечености за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Little Caesar. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате 2 големи пици. Ќе ми биде драго и мене и на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ќе нарачам големи пици од Little Caesar и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Little Caesar. Во најтешки и најжалосни моменти обратете се до двете погребални куќи кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Стерлинг Хајтс. Телефонскиот број 586-997-3838. А на западниот дел во Warren Funeral Home на Ford Road и Telegraph во Dearborn Heights. Телефонскиот број 313-278-5100. Било кој народ. Значи, ние сме еден од единствените во Европа кои што се запишани во Библијата. И ова го кажувам не само што во ред тој значи делот на Павел, нели, кога него му се појавил човек од Македонија и му кажал Павле, значи, да, и му кажал дојди во Македонија и помогни ни. Но тој дел од Библијата е толку битен што сите цркви во Америка кои што се African American, да кажам, значи
Baptist Church, сите, скоро сите, може би 90% од нив, се нарекуваат Macedonian Baptist Church. Значи, вие кога ќе отидете во едно општество во Америка, каде што еден голем дел од гласачите се African American, така, и кога ќе ми кажете дека вие сте македонец, они во вас гледаат ангел. Затоа што тој дел може и секој македонец да го види на Google, значи тоа се вика The Macedonian Call, македонскиот повик. Во сушност, тоа е причината поради која што Павел ги христијанизира европјаните, а не Азија. Заради македонците, он иде во Европа. И затоа, значи, тоа е, како да ви кажам, значи, ние сме библиски народ. Дел од светската историја. Не, дел од светска историја и причината поради која што денеска во Европа владее христијанизмот. Значи, тоа за самите европјани е многу битен факт. 1926, 5 children's faces were preserved forever in time. We do not know the exact place nor their names, but through their traditional clothing, their expressions, and the silence of this moment, we can feel Macedonia from another era. This is not just an old photograph. It is a memory of childhood, tradition, and roots that should never be forgotten. Пред Твојот крст ја наведнувам главата, пред Твојата светлина исчезнува ноќта. Многу пати паднав, Ти ме подигна, многу пати сгрешив, милост ми даде. Не сум достоен, но Ти ме повика. Не сум силен, но Ти ми даде сила. Од длабока тишина, молитва се крева, како темјан пред Твоето име. Кога сме немоќни, Кога сме сами, Ти си со нас. Кога ќе паднеме, Ти не креваш. Кога ќе плачеме, Ти си нашиот глас. Господи, помилуј не. Господи, старите храмови иконите молчат, но нивната тишина зборува за нас. Под истиот свод се молеле татковците, со истите солзи се молиме денес. На челото со 3 бразди, со 3 бразди за 3 сина, за Колета, Андо, Владо, пролетното цвејке младо, за утугинец што го скина, со мечо стар и со оган, ни земјава кога мина. По улица мајка оди, со 2 очи, 2 кладенца, 2 кладенца сосем суви, источени солзи врели, низ ода и пусти глуви, над постели празни бели.
мајката што ги прати, а ниеден од нив дома кај мајката не се врати. Запомнете, раскажете да се знае, ниту еден од 3 сина. По години долги, по 1000, а изгора некој дедо со внучето до печката пак ке седи и приказна ваква стара ке започне да му реди. Била еднаш мајка една со 3 сина по 3 джина, се јунаци, лични, стројни, но грабачи, орди дивни, поробиле градови, ниви, па фатиле пушки војни да ја бранат синовите и другата мајка нивна, таа мајка татковина. Јас сум Златко Петревски, а вие слушате македонската радио програма на Орово македонско. Поезија посветена на Џон Босилковски, Бошков внук од сестра. Џани братче, ај наздрави, чаша горе да не стари, секоја журка, твое име, секое фала, ти ја приме. Еј, Џани Босилковски, наше злато ти, кога пееш, срце трепери, цел Балкан да те слуша, да се весели. Ти си радост, ти си ни се. Ајде, Џани, живни биди. Мајка горда, татко среќен, ти по патот свој далечен, ама душа ти е дома, меѓу луѓе, меѓу комшии. Еј, Џани Босилковски, наше злато ти, кога пееш срце трепери, цел Балкан да те слуша, да се весели. Ти си радост, ти си ни се. Ајде, Џани, живни биди. Кога ќе дојдеш во мало, се пали секое пенџере. Ти збираш друштво, старо, младо, па со песна и чалгија право. Еј, Џани Босилковски, наше злато ти, кога пееш, срце трепери. Цел Балкан да те слуша, да се весели. Ти си радост, ти си ни се. Ајде, Џани, жив ни биди. Џани братче, ај на здрави, чаша горе да не стари, секоја журка твое име, секоја фала ти ја приме. Еј, Џани Босилковски, наше злато ти, кога пееш срце трепери, цел Балкан да те слуша, да се весели. Ти си радост, ти си ни се. Ајде, Џани,
се пали секое пенџеро. Ти збираш друштво старо, младо, пада песна, пада чалга право. Еј, Џани Босилковски, наше злато ти, кога пееш срце трепери, цел Балкан да те слуша, да се весели. Ти си радост, ти си срце. Свете Џани, жив и здрав ни бидиш. Година, денот кога грчката влада го донесе законот за забрана на македонскиот јазик. И од тога по селата беше забранет македонскиот јазик. А најстрого забранет беше за време на Метаксасовата диктатура. Во селото си имаше се продукти, само се немаше шеќер, газје и сапун, што се вика. Тоа се немаш. И одеја во Костур да продава панделник, среда и петок во Костур имаше пазар. И одеја да продава. И тој му вика на магарето уш. Шчи, уш, знаеш на магарето. Дедо Ванчо Прешленков. И тие го фате. Шо му зборваш на магарето? Магарето не знае грчки, му викам, уш, му викам на магарето. Не рече ката ти зборваш македонски. И го казне за 500 драхми. Зошто на магарето му рече уш. Македонките жени не може на македонски да плачат нито на македонски на гробовите на своите деца. Еден велик ден побарае по старите од селото, ние имавме свој вака, како го велја во селото кожобашија, одговорен на селото, ако можат ден, велик ден, жените да изиграт и да запеат македонско оро. Значи, великденска песна, 2 орли се бие горе на небото, после таа песна едниот е Великден, другиот е Јергиден. Еден од полицајците не знаел. И кога чул дека во сред село, пред црквата, се пее македонско оро и песни, и тој оддалеку почна и да отвори оган. Сум родена 26-та година. Многу е топло времето, нели? Епа, водителке, лето е, мора да е топло. Подобро да е топло отколку ладно. Дали ќе читаш лектири за време на летниот распуст? Лектири? Кога ќе дојде време за нив. Летото е за одмор, сакам да уживам. Blankets. One is mine. And the other one? For Daddy. But Daddy sleeps in another room. I know, but I like saving a spot. Favorite place? Daddy's parking spot. Why? Because Daddy appears there. What happens then? My favorite part of the day starts. Do you say goodbye to Daddy every morning? Yes. What do you say? Have a good day. Why do you fill Daddy's water bottle? So Daddy drinks water. Why is that important? Because Daddy forgets. Do you save money? Yes. What are you saving for? For Daddy. What will you buy? Nothing. I had to keep it. What is the biggest thing Daddy gave you? A home. What else? Hugs. What do you want when you grow up? Big shoes. Why big shoes? So I can work like Daddy. Why? So Daddy can rest. What is your favorite clock? The kitchen clock. Why? Because I watch it. What are you waiting for? When the numbers say Daddy is coming home. Тајвар е најдобар на светот. Ве молам, јас ја имам главната реч. Слушај ме, мојот рецепт е традиција. Зашто зборувате вие? Ајде да јадеме. Кој мене денот, ќе признаеш и оро ќе играш. А, повеќе сакам да играм танго и тоа стискавец.
Рам-пам-пам-пам. Слушај, вамо. Слушај. Слушам, кај шумат, шумите, буките. Бука. Слушај, ако ми признаеш, слушај, мора да признаеш и да знаеш, додека ти зборувам со Арно, мора да признаеш. Да клекнеш на колена не признавам. Женче? Да, машче. Види, срце, Да. Срце ме делчи гербубе. Да. Слушај, Каже? ако ми признаеш се, ти ветувам ќе ти простам. Јас ако ти признам се, Господ нема да ми прости, а не ти. Извинете. Ти не беше така. Ова, сакав да кажам, доста се карате, срамота е. Што ти гајле вечераме, ќе се караме. Ама ако треба, јас ќе признам. Ете, нека Што? Јас ќе признам. Што ќе направиш ти? Жими мама се ќе признам. Не, ова е ненормално, ќе го убијаме. Што ќе признаеш ме стоко невакциниране, што? Се ќе признам, се од збордо. Не, ќе те убијаме, што ќе признаеш ти да не си ми жена мене случајно, С краја да е жена. Сакам да кажам дека вашата жена е невина. Апсулиман, душо моја. Што бре, душо моја, ќе ти ја извадам душата, бре. Не ми изигравај Отело на овие години, како не ти е срам. Отело? Значи и со Отело била. И со Отело била. Слушај, мамо, ти стоко некрвена. Ти се уште ми тврдиш дека ова е невина? Гарантирам. Значи си ја пробал? Да, ова не. Ова, сакам да кажам дека вашата жена е светица. Апсулиман, срце мој. Срце, доста, бре, ќе ти го извадам срцето, Немој, биди малку отворен на овие работи, бе. Како отворен, што правите в кревет? Што правите в кревет? Како што правите? Во кревет што се прави? Знаеш дека жена ти е во право, ти на вистина си идиот. Ова, сакам да кажам, вашата сценета жена и јас сме, поправо политички противници. Противници? Да. Какви противници? Што правевте в кревет, прашувам, в кревет што правите? Што се прави? Нормално во кревет што се прави? Правевме коалиција. Коалиција? Да. Голи и боси. Да, Калчо, цел народ ни е гол и бос. Како сакаш во Свила и Кадипе да бидеме? Значи сега сите така прават коалиција в кревет? Судбина, Калчо, судбина. Кога кај се прави коалиција, секогаш некој трет добива рогови. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia for Motor Company, телефон 630-986-5000. Суетен студентот, што пред некоја време полагал испит пред Нова година. Пошто не ги знае одговорите на прашањата, на листот напишал, јас ова не го знам, Господ го знае, среќна Нова година. После Нова година отишол да види резултати од испитот, на другата страна на листот пишувало, Господ положи, ти падна, среќен Божи. Да, и кога сме ке новата година има така варијации на тема Нова година, вели трајче, кај беше за Нова година? Дома бе. Јас бев дома, не те видов бе. Да, се за Нова година и се пие, нели, походите тука. Еден висти го кажа пред 10 години со, дали трпе беше, ја го кажам со Мујо, што го прашале на суд, што направи со тие 100 кила ракија што ги украде. Вели, пола ја избив, пола ја продадов. А што направи со парите што ја продаде, и тие ги избив. Кажи дека избив све. Кажи дека избив све, да му се не види. Следната случка исто на тема ракија, нека биде за овие наши граѓани или пошироко што се подсетирувате шкрти народни, нели, нека бидат Власи, Егејци, така, нели, отишол кај комшијата или пријателот, му рекол, тури ми од таа ракијата 25 годишна. А овој му вика, ако турав на сите, немаше да биде 25 годишна. Супер, а вика, дајца во Крушево, нема ништо Крушево. Пиво, нема нико, сам, друга. Молча не може што да прави, Крушево. И по едно време тој едно од моите ректорна. Дај уште 2 пива, и самата едно си гледа. И рекам, как е да самата колко ти гледа? От тако ми, пред да умрем, ми го продаме. Така е, да, нема вече, тоа се снима, се обработува.
На иста тема некаде слично и со тој што одлучил да го остави од Коколот. Вика одлучил да го остави од Коколот, а овој вели ако веќе си одлучил да го оставиш од Коколот, тогаш остави го кај мене. И на друга страна го правимо мовек, јас завчера прослави 2 години. Правилно, без ракчува, да, годишна новогодишната ноќ, што весна беби ведно со децата. Само ми се кажа, апаратче да се вклучи, да бие и држа пред. Добра. Така да новата година сега ми имаме по-добра повод од смртна нова година, се прославуваме, јас се прославувам. Ете, така е сега нова година и остаратите слави и обични денови, одиме често во кафана, па може би не сте го слушнале, вие драги мои пријатели од мојата банда или гледачите крај малите екрани, за келнерот кој заспал во кафана. Не, кажа. Празна кафанава, нема никој, овој задревал. Поминал газдата комопнал една. Па стани, работи, ме го вика Стоко. Зошто те паѓам? Работи. Добро, вика, нема проблем, се извинувам. Под некој ден газдата седнал и заспал. Келнерот, одење, таа келна. Станал, кој ме удрибе, не знам, гужва е. Сега ми е шанса. Да, и така натам. Така да на мојата банда ја среќна нова година, пошто имам вечерен настап. Welcome to Kratovo, a place that feels like a living, breathing time machine. Known as the city of bridges and towers, Kratovo is a medieval dream. As you walk the ancient cobblestone, towering stone fortresses loom above you, and historic stone bridges cross the river below. Every bridge here has a legend, like the famous Radin Bridge. But the real mystery lies beneath your feet. Kratovo hides a whole network of secret underground tunnels that used to connect the towers back in the day. And when you get hungry, you have to try the local Kratovo pastramalia, also known as pastramaika. It's an absolute culinary masterpiece. If you're looking for a unique weekend escape packed with history, mystery, and soul, Kratovo is calling. Did you know there's a town in Macedonia literally built inside the crater of an extinct volcano? Welcome to Kratovo. Lakes, and its history is wild. This is the Church of St. John at Kaneo, standing high above Lake Ohrid since the late 13th century. Ohrid was once known as the Jerusalem of the Balkans. Legend says it was home to 365 churches, one for every day of the year. Inside, its original Byzantine frescoes have survived through centuries of changing empires. Would you add this North Macedonian gem to your travel bucket list? This 700-year-old church sits on the edge of one of Europe's oldest lakes, and its history is wild. This is the Church of St. John at Kaneo, standing high above Lake Ohrid since the late 13th century. Ohrid was once known as the Jerusalem of the Balkans. Legend says it was home to 365 churches, one for every day of the year. Inside, its original Byzantine frescoes have survived through centuries of changing empires. Would you add this North Macedonian gem to your travel bucket list? This 700-year-old church sits on the edge of one of Europe's oldest lakes, and its history is wild. This is the Church of St. John at Kaneo, standing high above Lake Ohrid since the late 13th century. Ohrid was once known as the Jerusalem of the Balkans. Дури сега ни предстои вистински да се разпознаеме во организацијата. Може би. Но тоа е веќе премногу за мене. Прости. За мене останува најспета републиката. Ако восстанието е ислама, републиката тоа не е. Неја понатамо може да ја бранат и мртвите. Не е питу. Ако ти дозволам да загинеш сега, јас ќе бидам одговорен пред историјата. Историјата, лајна. Неа утре ќе пишуваат секакви дебелогазовци, за сечи и сметки. Јас не одам на мечкин камен за мене. Јас не мислам дека сум незаменлив. Напротив, мојот пример може да роди многумина како мене, што ќе бидат поарни од мене. Збогом каре. И запомни, овој народ има само еден излез. Смрт или слобода. Може би само смрт. И не заборавај, и мртов јас сум на ваша страна. И ја продолжувам борбата заедно со тебе.
Знам дека републиката ќе живи. Потивки планини се раѓа завет, со јасен поглед и срце како челик. Год се оди низ народ со збор што буди, да крене надеж таму каде што боли. Не за слава лична, туку за иднина, за чест и слобода, за своја татковина. Кога чекор ке крене се сече тишина, во градите се буди жива вистина. Легија македонска, една татковина, во срце пламен, вечна топлина, кутлеш над нас, златна светлина, камбани да звонат, да се крене силнина, кајда да сече низ секоја висина, да бидеме едно, народ во целина, маршни векови за светла иднина. По комитет и пивки искрата се чува, по секоја куќа заклетва се кова, од село до град се врзува пат, со реди, со срце, со збор, не со страв. Код се ги учи, слобода се гради, со уми, со вера, со рамо до рамо. И кога ќе стегне изсути прашина, ќе стојам исправно, жива тврдина. Год се падна млад, да светне утре ден, да имаме пат и образ исправен. Не згасна зборот, не згасна искра, од неговата жртва се раѓа песна. Од пламен до слова народот се врза, а сном го запиша името без трдај. Каде и да одам, го носам тој жар, јазик ми е штит, а честа знаменар. Денес во песна по село и дом живее Гоцевиот непокорен гром. Легија македонска, една татковина, во срце пламен, вечна топлина, кутлеш над нас, златна светлина, камбани да звонат, да се крене силнина, гајда да сече низ секоја висина, да бидеме едно, народ во целина, маршни векови за светла иднина. Жална вест. Некој селото Љубојно броеше околу 2500 жители. Денес живеат околу 120 жители. А само во Детройт има околу 120 фамилии. Деновиве во Нью Йорк на 90 годишна возраст почина една добра љубанка со голема историја, Љуба Милевска. Љуба беше првата жена што побегна преку Грција, тоест преку граница за подобар живот. Бог да ја прости, на тој свет ќе ја пречека сопругот Живко.
ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 24/7, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото, колешке.